Државните електрани сред енергетска кризна состојба возниот парк го подновиле со возила за кои одвоиле речиси 850.000 евра. Преку 4 јавни набавки минатиот месец на 15 и 16 РЕК Битола набавила 16 возила од 3 фирми. Вкупно 8 Peugeot Експорт комби, секој по 36.000 евра за превоз на вработените, од кои 2 се за комбинатот во Битола, исто толку и за РЕК Осломеј и хидроелектричната централа Црн Дрим, по едно возило за хидроенергетскиот систем Маврово и ХЕЦ Тиквеш. Со втората набавка РЕК Битола набавиле 5 Ford Ranger XLT во вкупна вредност од 190.000 евра. Две од овие теренски возила ќе одат на адреса на ХЕЦ Треска и по едно за РЕК Битола и ТЕЦ Осломеј, како и за ХЕЦ Маврово. Две Ренот Д12 кои чинат 314.000 евра се набавиле за РЕК Осломеј, а Пежото Боксер треба да се достави во дирекцијата во Скопје. Од 1 ноември до првите 7 дена од декември државните електрани спровеле 49 јавни набавки тешки на 22 милиони и 300.000 евра. Освен за ископ на јаглен, поправки и одржување на далеководите, од касата се одвоиле пари за систематски преглед на вработените, како и за погонски и канцелариски материјали. Досега, според информациите за оваа година, од државната каса во буџетот на ИСМ ќе се прелеат 200 милиони евра. Со оглед на тоа дека во Македонија е прогласена кризна состојба, владата може без пречки да им префрла пари на државните електрани. ИСМ пред почетокот на студеното време уверуваше дека ќе успее 100% да ги задоволи потребите на домакинствата, тврдеа дека ќе работат сите 3 блока на РЕК Битола, како и ТЕЦ Осломеј и ТЕЦ Неготино. Сепак, државните електрани никако да успеат да ги пуштат во погон сите производствени капацитети одеднаш и затоа секој ден во просек трошат по околу 1 милион евра за увоз на струја.